25 септември е Светски ден на фармацијата, односно денот на фармацевтите. По тој повод и нас го поканивме единашен соговорник, магистар по фармација Филип Ачковски, да зборуваме токму за фармацијата, за Светскиот ден на фармацевтите, колку воопшто оваа професија се цени кај нас, но и што значи да се биде фармацевт. Добро утро до вас. Добро утро, ви благодарам за поканата. Драго ми е што ќе дадам свој придонес во одбележување на денот на фармацевтите. Фармацевската професија е многу значајна, со што студираме ние секојдневно, бидејќи фармацевтите се едноставно најдостапниот здравствен работник со кој што секој од нас кога има мака, кога има проблем, ќе се судри најчесто на пултот во аптеката. Меѓутоа, тоа не е единствено место каде што фармацевтите работат. Тие се застапени во бројни други позиции, како во фармацевската индустрија, како во болниците, во образованието, во маркетингот, промоцијата на лекови и така да треба да има еден многу поширок опсек на погледот на оваа професија. Значи, не само што фармацевтите се значени за да ни дадат совет како да го примениме лекот, бидејќи правилната примена е клучна за успех на терапијата, туку се тие креатори на новите терапии и да не заборавиме дека се контролира квалитетот на лековите, не само во процесот на производство, туку и понатака во постмаркетиншкиот дел, од кога веќе производот е во употреба, контролираат дали има одредени несакани ефекти, така да во целокупниот тој елемент кој што се вика одржување на нашето здравје, од терапијата до превентивата, фармацевтот си го наоѓа своето место. Многу убава дефиниција дадовте за што значи фармацевт, односно професијата фармацевт и фармација и се она што е поврзано со вашата професија. Зошто токму 25 септември се одбележува како ден на фармацевтите? Датумот не е одбран случајно, тоа е датум во кој што 1912 година е формирана фармацевската федерација, интернационална федерација и веќе повеќе од 110 години како му доаѓа се одбележува овој ден и се надевам дека ќе бидеме заслужни и за многу подобро здравје на пациентите и за унапредување воопшто на животниот век. Малку повеќе да дознаеме за историјата и зошто токму денешниот ден е ден на фармацевтите. Каква е оваа професија? Дали има доволно фармацевти кај нас, што вели вашето искуство? Потребни ли се повеќе фармацевти? И што значи да се биде фармацевт во Македонија? Со какви предизвици се соочувате? Позитивни, негативни страни на вашата професија? Како и секоја друга професија, предизвиците се секојдневни и бројни, со таа разлика што овдека дискутираме со луѓе кои што имаат проблем. Кога е здравјето во прашање, се друго се заборава. Болниот човек има само една желба да биде здрав, што и става нашите колеги во аптека под одреден позитивен притисок ќе се изразам на тој начин, дека треба да најдат начин како да му помогнат. Прво да покажат емпатија и да го разберат проблемот на пациентот, а второ како на најправилен начин да му ги пренесат вистинските пораки како да го применува лекот, а меѓу другото и да дадат здравствен совет за лекови што се без рецепт или додатоци во храна со цел да работиме и на превенцијата на овие состојби и да не отиде болеста во една потешка состојба. Така да тоа е една многу сериозна и одговорна професија во која што фармацевтот ја прави разликата во ефектот на терапијата и е последен филтер во кој што ќе видиме дали лекот е отров или лек. Така да неговата работа, односно позиција е доста сериозна, независно како е перцепирана од страна на јавност и токму заради тоа е неопходно секој од нашите колеги да обрне сериозно внимание на тоа како се презентира себе си, како ја презентира професијата, меѓутоа и како напредува стручно, бидејќи тоа е неопходно за да овозможиме соодветен квалитет на здравствените услуги, а де факто се на првата линија. Во однос на бројот на фармацевти на кадар, тоа е дискусија која што во моментов за жал важи за сите професии. Кадар недостасува секаде и би било добро да можеме да имаме магично стапче и да го решиме тој проблем, но тоа не е едноставно. Тука треба долгорочни стратешки потези кои што ќе овозможат да се
одржи зголеми бројот на фармацевтите, бидејќи де факто неопходен е поголем број на фармацевти за да се задржат здравствените услуги на тековното ниво, а со оглед на тоа што постојано има нови лекови, нови терапии, потребите на пациентите се зголемуваат, а и животниот век се зголемува, тоа подразбира дека неопходно е да имаме не само зголемен на квантитет, туку и квалитет на кадарот кој што го поседуваме насекаде, па и во фармацијата. Така, ова нека биде еден напол и до идните фармацевти, и вели можеби сакате некоја порака да им упатите да учат повеќе, можеби да студираат, за оние кои што сакаат да станат фармацевти. Од друга страна, оние кои што заминуваат, сведоци сме или на здравствените работници кои заминуваат од нашата држава, да останат па да погледнат некоја светла точка, нели тука и во Македонија. И она што сакате за крај да го упатите по повод светскиот ден на фармацевтите. Па добро, јас би сакал само да им честитам светскиот ден на фармацевтите на нашите колеги, да им пожелам да имаат челични нерви, трпение, желба за работа и унапредување. Ова нека важи за идните. Тоа важи за сите. Тоа важи за сите. Дефинитивно е неопходно здравствениот сектор да обрати повеќе внимание на фармацевската фела. Не е случајно што имаме одлив на кадар, тоа треба да се менаџира на повеќе начини и повеќе да се најде начин како да се вреднува соодветно нивниот труд, но се тоа треба и да се заслужи со соодветен квалитет. Уште еднаш од мене, нека ми е среќен денот на сите фармацевти. Благодарам за интервјуто. Благодарам за поканата.